Се заканува ли пост-ковид пандемија на ментални болести? Психијатрите алармираат дека едногодишните мерки и психози со кои живеат луѓето допрва ќе го земаат данокот. Едниот аспект е акутната фаза во која што се наоѓаат лицата заболени од ковид. Значи во таа акутна фаза самиот организам се бори со инфекцијата како и со сите други инфекции. Овде од ментален аспект може да се рече дека настануваат најстрашните типови, например делирантните состојби кои што ние ги третираме, тоест колегите во ковид центрите. Во акутната фаза е многу рано да се зборува за депресивни или анксиозни состојби. И веќе во наредната фаза, во фазата во која што субакутна, односно веќе во фазата на оздравување, настанува една така наречена ментална магла. Тоа значи дека пациентите и не оние пациенти кои што биле на кислородна подршка само, значи и пациентите кои што биле онака без симптоми, асимптоматски, кои што ја поминали ситуацијата, се појавува една нарушена перспектива, значи што ќе се случи понатаму, една депресивност, една збунетост од аспект што поминавме, што можеше да се случи и што може да се случи на некој од нашите блиски. Овие состојби се резултат на процесите кои се случуваат поради самата болест, но и манифестација на една друга страна на личноста. Овде имаме пред се нарушување на хипооксијата на мозокот, значи дотокот на крвта на мозокот е намалена. И во тие ситуации пациентите кои што се за жал во тие најтешките, во терминалните, имаат и некои ирационални начини на однесување. Од една страна, има многу истражувања и студии кои што не се завршени и не можеме да го дадеме точниот одговор што всушност се случува. А од друга страна, може да дојде до израз она преморбидна состојба на личноста. Обично кај оние што се посензитивни, поосетливи, после излегувањето од кризата на ковид заболувањето, пост-ковид пациентите, значи доаѓа до јако експлицитно изразеност на таа сензитивност, тоест хиперсензитивност. Заморот, депресијата, губењето кондиција може да потраат и до 5 месеци по заразувањето од новиот коронавирус, покажуваат дел од студиите.